Последно издание на Дневникот за денес во 20 часот. Да ги проследиме најавите. Тоде Мендол 3 месеци по настаните од 9 мај. Акција Гора. Кривична пријава за 43 лица за бесправна сеча на шума. Пронајдена вакцина против ебола. Новото засилување на МЗТ е плеймейкерот Марко Љубичиќ. Следиме реклами, па започнуваме со Дневникот. Дневник во 20 часот, добро вечер. Се уште се свежи сеќавањата на црниот мајски викенд и поточно 3 изминати месеци од акцијата што ја спроведе полицијата за сузбивање на терористичка криминална група од Косово во Кумановската дива населба. Нашата камера забележа дел од оштетени ѕидови кои сведочат за дводневните борбени дејствија. Но во прв план сега е градежната механизација која со полна парја работи на изградба на нови реконструкција на оштетените куќи. Жителите на населбата воглавно спокојни по 3 месеци од акцијата и порача никогаш да не се повторат настаните од овој мај годинава. Првиот впечаток што го добивме при денешната посета е дека населбата Тоде Мендол полека си го враќа спокојот на секојдневието од шокот што го доживеа пред 3 месеци. Жителите од улицата Перо Илиевски воглавно не се тука. Дел од нив доаѓаат само да погледнат како се одвиваат градежните работи на оштетените куќи. Градежна механизација од камиони и багери ги расчистуваат местата на кои претходно биле куќите на дел од жителите, кои поради големите оштетувања морале да бидат урнати. Дел пак стојат со дупки од куршуми и шрапнели со отстранети покриви кои изгореле во борбените дејствија, кои се уште сведочат за немилиот мајски викенд. Може да се врати животот некако, ама со зор. Пара што 40.000 евра ми ги дали, али не ето и 26.000 сум имаја, ја само свари унутра. А па камо куќу да ga правиш? Куќа ќе се прави, ама внатре не може да ga постигнемо да постелемо тие што смо ги имале. Још не можеме да чистимо ништа. Имамо пуна работа. Еве видите и сама, све врата крш, лом, еве. Види. Полако тако и може. Морамо. Тука ли сте со семејството? Да, ту. Да. Вашата куќа оштетена ли е многу? Многу е оштетена. Све се скрпачи, не мора да ga крпим некако. Што ќе, мора да живи. И останатите улици во дива населба ги затекнавме дел празни, веројатно поради топлото време. Полиција не забележавме никаде, ниту во населбата, ниту на приодите. Воглавно животот се одвива нормално. Жителите спокојни, но со се уште свежи сеќавање на немилите настани, порачуваа да не се повторат и Куманово да се гради во мирна и релаксирана меѓуетничка атмосфера. На безбедносен план немаше проблеми ниту пред настаните, ниту по нив. Меѓуетничките односи во Куманово и во населбата секогаш биле добри и ќе останат такви. Се случи во еден ден. Сега тоа ми доаѓа како сон, но за жал беше реалност. Се сеќаваат жителите на Тоде Мендол. Па нормално, се е нормално, како што беше порано. Не знам друго што да кажемо, за овие што се туи е малку проблем. А ние около ништо немаме проблем. Се надевате ли дека така ќе остане, да не се повтори оној ден? Па се надеваме дека нема да се повтори. Моментално сега вака гледате. И сами гледате како е. Па сега е добро, нема проблеми, нема... Моментално е мирно, нема никакви проблеми. Сметате ли дека така и ќе остане, не би требало да има? Па ја мислам дека ќе остане така и нема да има немир више. Пошто е ситуација многу смирена и све е добро. Во борбите пред 3 месеци беа оштетени вкупно 69 куќи. Околу 120 семејства од населбата останаа без покрив над глава, односно директно биле погодени од настаните. Луѓето беа сместени кај роднини пријатели или под кирија. Од владата имаше еднократна помош од 100.000 денари.
Воедно беше извршена проценка на штетите, согласно оштетувањата им беа доделени парични средства за обнова на куќите. По настаните имаше и хуманитарна помош од сите страни, од Црвениот крст, невладини организации од целиот регион, а настаните ги следаа и ОПСЕ и Human Rights Watch. Во полициската акција во Куманово загина 8 припадници на специјалната полициска единица, а 37 беа ранети. Од членовите на терористичката група беа ликвидирани 10 лица и беа уапсени 30, меѓу нив и 4 жители на населбата. Зголемен интензитет на сообраќај е регистриран деновиве во Кумановската населба Бедиње. Нови улици кои не се баш широки, во секое време има густ сообраќај, но најголем интензитет се бележи во летните месеци кога печалбарите од западноевропските држави се враќаат во Кумановско-Липковскиот регион. Жителите на оваа населба бараат возачите да ја почитуваат ограничената брзина, но исто време бараат поставување тротоари, како и поставување на така наречени лежечки полицајци. Жителите на Кумановската населба Бедиње во овој период од годината бележат зголемен интензитет на сообраќај. Двете главни улици во населбата Бедиње, 11 ноември Индустријска и унака се главните артерии кои го поврзуваат градот со соседната општина Липково. Сега во овој период од годината интензитетот на сообраќајот речиси двојно е зголемен поради присуството на печалбарите, кои во летниот период се враќаат од западноевропските држави во Кумановско-Липковскиот регион. Жителите од Бедиње велат дека интензитетот не стивнува ниту во ноќните часови. Свадбените поворки се постојани, објаснуваат жителите. Каква е состојбата со улиците 11 ноември Индустријска моментално? Катастрофа, што да кажеме. Лудница. Како се вози овде? Лудо, 100-150 на сат, 3 пат улази у двор подале Каршикасрно. У капи, у двор, се. Свадби по 20-30. Па не е многу лошо. Не е лошо, стабилно, добре. Се почитуваат ли правила овде во Бедиње? Па се колку ја возам, се почитуваат. Нема сега повеќе труканица поради пристигнувањето на печалбарите од соседна? Не, се чека се, колегијално, возачки. Во улицата 11 ноември нема тротоари прво и прво. Ова е најглавна улица до сега и моментално фреквентна е. Ти во 21 век да немаш тротоари, да немаш пешачки обележено, ништо не е направено за оваа улица. Се возили брзо, тука дозволено е 30 само. Има, се вози брзо. Овие млади сега тука има подоле кај мостот имаш и сообраќајки, полно, а се вози брзо. Што им фали? Много нешто. Асфалтот на улицата е добар, има мали пукнатини кои сепак настанале од густиот сообраќај, бидејќи на улицата не поминуваат само патнички моторни возила, туку и тешки товарни возила. Улицата Индустријска, објаснува и самото име, е улица каде што се лоцирани голем број на компании кои се производствени, а има и доста голем број на трговски компании кои ја користат оваа улица и соседната 11 ноември за разнесување на роба. Жителите сметаат дека е потребно да се постават тротоари, бидејќи возачите не ги почитуваат сообраќајните правила. Токму ова ги револтира жителите на Бедиње. Велат дека секојдневно сведочат на сообраќајни несреќи. Ја да ти кажем, увек кога долазиме на одмор, на оваа страната, за ништо не е. Све рупи има. Освен, да кажеме, дупки на патот, потребно ли е поставување на тротоари за пешаците? За пешаците и за точкови треба да се постават. Од каде сте вие? Од Лопати. А од каде доаѓате? Од Белгија. И какво е тамо решение? Решението тамо е другшие, него овде. Во смисла? Во смислата за улиците, ако е питање, овде е нула. Ограничувањето на брзината на улицата 11 ноември е 30, иако граѓаните неколку пати барале да бидат поставени лежечки бетонски полицајци, сепак досега не наишле на позитивен одговор. Сметаат дека на овој начин возачите ќе немаат друга можност да возат над дозволената брзина, а со тоа ќе се намали и бројката на сообраќајните несреќи во оваа кумановска населба. Топлото време и високиот УВ индекс, кој што е вообичаен за овој период од годината, го наполнија оделението за кожни болести во Куманово. Здравствените лица бележат зголемен број на пациенти кои се жалат на проблеми на кожата како резултат од изложеност на сонце и сончевите зраци. Доктор Кузмановска со апел и препораки до граѓаните како да се заштитат, особено кога заминуваат на летен одмор.
Зголемен бројот на пациенти кои се јавиле на одделението за кожни болести со проблеми како резултат од сончевите зраци. Иако овој период од годината е вообичаен за вакви случаи, здравствените лица сепак советуваат и апелираат до граѓаните на максимална заштита при изложување на сонце, особено во ударните термини од денот. Дерматовенерологот Кузмановска објаснува за штетноста и последиците од UV-индексот и како до подобра заштита на сопствената кожа. Обично во овој период секоја година имаме зголемен број на пациенти со проблеми на кожа кои се предизвикани од сончеви зраци. И тоа вкупно, значи, самите сончеви зраци нели се поделени на УВА и УВБ зраци, меѓутоа повеќе прават проблеми УВБ зраци и УВА пак прават други алергиски реакции, така да пациентите генерално мора да се штитат, значи, од двете групи на сончеви зраци. Проблемите со кожа што се јавуваат во наша амбуланта при Општа болница Куманово, генерално исто така може да се поделат во две групи. Тоа се, значи, оние првични примарни што веднаш настануваат после изложување на сонце, и втората група, тоа се малку потешки за лечење, тоа се така наречени уртикари, од предизвикани од сонце, соларни уртикари. Тоа се оние ситни опекотини кои сите ние понекогаш сме ги имале во текот на животот, после изложување на сонце, меѓутоа после изложување во неадекватен период од денот и без заштита од УВА зраци. Тоа се манифестира со црвенило, со чешање, пецкање и со една локална терапија која е препорачана секако од дерматолог, меѓутоа може и од матичен лекар. Тоа за ден до два се смирува. Во последните неколку дена многу често ми доаѓаат пациенти, тоа се берлог дерматити, тоа е всушност реакција на одредени треви во контакт со кожа и при реакција на сонце. Тоа се баш онака како меурчиња во форма на тие листови што се во контакт со самата кожа и тие се малку потешки за лечење. Најтешка форма која денеска, мислам, во овој период од лето се јавува, тоа е дерматитис уртикарија. Тоа се баш онака црвени пликови со чешање, со тешкоти при дишење, каде што секако мора да се превземе иницијатива од дерматолог за терапија, во смисол на парентерална, тоест со инекции, со облоги, со перостерапија, значи земање на таблети, така да малку треба тоа посериозно да се свати. Она што исто така особено треба да се внимава при изложувањето на сонце се и бемките на кожа, без разлика на големината и формата, и за нив е потребен третман за да се заштитат. Освен ова што реков, значи првични реакции од сонце, значи дали тоа ќе се опекотини, дали уртикари, секако ние што се бемки кои постојат на кожа, ако се подолго време изложени, прво менуваат боја и структура на самата кожа. Затоа ние добро е што сега во нашата амбуланта имаме дермоскопија, така да ги проверуваме тие бемки, меѓутоа секогаш даваме препорака на пациенти, значи пред изложување на сонце, половина час пред да се изложат на сонце, обавезно да се намачкаат со тие заштитни креми со SPF фактор 50, за да превентивно, значи не дозволиме тие некои бемки кои се, нели, со малку по-сомнителна содржина да не поминат во некој карцином или пак да не направат некој козметички дефект. Лекарите апелираат да се почитуваат препораките и максимално да се штити кожата од сонце, да се носи лесна и светла облека, очила за сонце и капа. Интензивно се уредува површина од 10.000 метри квадратни на левиот брег на Крива река во Мајор Коритото, долж градскиот парк во централното подрачје на градот, информираат од секторот паркови и зеленило на јавното предпријатие Комуналец од Крива Паланка. Јавното предпријатие Комуналец во соработка со локалната самоуправа на Крива Паланка работат на уредување на левиот брег на Крива река спроти велосипедско-ролерската патека. Согласно програмата за уредување зелени површини, интензивно се работи на хортикултурно уредување на левото крајбрежје долж градскиот парк, информира Томе Тодоровски, директор на јавното предпријатие Комуналец. Уредувањето се состои во поставување на повеќе типови на фонтани, дали тоа ќе биде како гейзери, водоскоци или шампајнско, ќе се види по проектот кој што е преземен од општина Крива Паланка за самото речно корито. Тука исто така сите површини ги подрамнуваме, ги озеленуваме, ги култивираме, односно ги одржуваме понатаму со косење
Планот ни е овој дел каде што е извршено завршено е речното корито со Минјур коритото и со Мајор коритото, да го озелениме, додека исто така ќе градоначалникот дава напори да може да обезбеди средства за дозавршување на целото речно корито. Тоа е од Лилјаков мост горе до спортските терени. Имаме поголеми така интересни захвати и за речното корито и за самите, да наречем, градот и мостовите. Сакаме да ги сите мостови на некој начин да ги подсредиме, да ги едноставно да, ако сме едно мало градче, ама да личиме на една метропола. На локацијата спроти градскиот парк покрај магистралата поставен е грбот на општина Крива Паланка и цветното лого на јавното предпријатие Комуналец, а на самото корито поставен е декоративен водоскок за разладување на минувачите. На велосипедско-ролерската патека, која се протака долж 1000 метри, засадени се околу 400 разни видови на цвеќе и поставени се повеќе декоративни украсни цветни форми. Исто така се работи на бетонирање на фундаменти за поставување канделабри за осветлување на површината на левиот брег. Се насе, проектот предвидува ново автентично урбано место, кое освен што ќе биде визуелно убаво, ќе биде пријатно за одмор и рекреација. Во Македонија просечна пензиска плата во април оваа година изнесувала 12.000 денари или 200 евра. Во државата има регистрирано близу 300.000 пензионери, информираат Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Просечната пензија во април 2015 година изнесувала 12.432 денари, што на годишно ниво представува зголемување за 0,1%. Со односот на просечната пензија со просечната исплатена плата во март 2015 година изнесувала 58,2%. Просечната старосна пензија во април изнесува 13.840 денари и е за 0,3% пониска од истиот период лани. Просечната пак инвалидска пензија изнесува 11.180 денари и е непроменета во однос на минатата година, додека просечната семејна пензија изнесува 9.843 денари и е пониска за 0,1 во однос на април минатата година. За исплата на пензиите во април 2015 година се потрошени 3,58 милијарди денари, што представува 50,8% од вкупните социјални трансфери. Стои во извештајот на краткорочните економски движења на Министерството за финансии. Инаку од вкупниот број на пензионери 59,8% се корисници на старосна пензија, 25,9% на семејна пензија и 14,3% на инвалидска пензија. Во рамки на оперативната акција Гора, МВР до надлежното јавно обвинителство поднесе нова кривична пријава против 43 лица од Скопје и Скопско поради постоење на основано сомнение дека сториле кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување, како и фалсификување службена исправа, односно фалсификување или уништување деловни книги. Според полициски информации, првопријавениот ТА 66 години од Скопје во својство на службено лице, лицитирано за извршување стручни работи на шуми во приватна собственост и во својство на собственик и управител на Друштво за трговија и услуги Forest Engineering Доел Скопје, во текот на мај, јуни, јули и октомври 2014 година ја злоупотребил својата службена положба и овластување со неизвршување на својата положба, така што спротивно на одредбите од Законот за шуми при постапување по барање за издавање на одобрение за сеча, поднесени од останатите кривично пријавени лица за катастарски парцели во катастарските општини Танушевски, Брест, Палиград, Алдинци, Патишка Гора, Црн Врв, Црвена Вода, Моране, Огњанци и Пчиња, иако бил должен, не излегол на лице место во шума и не извршил означување на стебла за сеча. При тоа сочинил и со свој подпис заверил записници дека наводно извршил теренски увид на лице место на катастарските парцели на кои се однесуваат барањата за сеча, во кој навел дека констатирал дека се исполнети условите за сеча на огревно дрво. По основна наплата за наводно извршена ознака за сеча во однос од 300 денари за 1 метар кубен за одобрена вкупна дрвна маса, за сеча пријавениот ТА се стекнал со противправна имотна корис во износ од 825.420 денари.
Истовремено, согласно правилникот за висина на цената за штети во шума, според кој за огревно дрво бука висината на штетата изнесува 7.000 денари за 1 метар кубен, ја оштетил заедницата во износ од 12.811.400 денари за вкупно исечена и изнесена дрвна маса во количина од 1830 метри кубни. Останатите 42 пријавени лица се товарат дека со легализирање на бесправно исечената дрвна маса, собственост на трети лица и дрвна маса на Шумскиот фонд на Република Македонија сториле кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. На дело од нив на товар им ставаат и сомненија за кривични дела, фалсификување или уништување на деловни книги и фалсификување на исправа. Голем пожар го зафати југот на Босна и Херцеговина, поточно подрачјето на Требиње. Тајфунот Саудлер направи пустош во југоисточна Кина. Повеќе во вестите од светот. Пожарот што пред 2 дена избувна на подрачјето на Требиње на југот од Босна и Херцеговина изминатата ноќ, потпомогнат од силниот ветер, почна неконтролирано да се шири, загрозувајќи неколку населени места. Командирот на противпожарната единица од Требиње Данко Вуковиќ соопшти дека во моментов не постои можност за контролирање на огнот и дека пожарникарите само се обидуваат да го спречат неговото ширење кон околните села. Телевизијата на Република Српска јави дека линијата на фронтот на пожарот изнесува околу 20 километри и дека тој почнува да се шири кон реонот Коновали во соседна Хрватска. Според телевизијата, пожарот практично се спуштил до куќите и загрозува неколку столбови од даловодниот систем за пренос на електрична енергија. Реонот на Херцеговина е зафатен од незапаметена суша што ја зголемува опасноста од избувнување пожари. Најмалку 9 лица загинаа, 3 се водат како исчезнати по ударот на тајфунот Соуделор во југоисточна кинеска провинција Фуџијан. Соуделор, кој претходно го погоди Тајван, каде загинаа или исчезнаа 10 лица, минатата ноќ со нешто послаб интензитет дојде и до континенталниот дел на Кина, пошто набрзо премина во тропска бура. Сепак, правичниот удар на тајфунот, проследен со поройни дождови, предизвика неколку свлечишта во планинскиот регион во северниот дел на Фуџијан. Според властите на Фуџијан, тајфунот целосно уништил 36 куќа, оштетил 281 друга, а поради откорнати столбови оштетување на електричната мрежа, без струја остана над 1,7 милиони домаќинства. Поради тајфунот беа откажани над 500 летови од локалните аеродроми. Пред налетот на тајфунот, кинеските власти евакуираа на 370.000 луѓе. Од Светската здравствена организација вела дека вакцината против еболата покажала 100% заштита во испитувањата и може да го спречи ширењето на смртоносниот вирус. Таа била тестирана на илјадници заразени во Гвинеја. Веруваме дека светот е на чекор поблиску во пронаѓањето на ефикасна вакцина против ебола, изјави експертот за вакцина на Светската здравствена организација Мари Паул Кини на пресконференцијата во Женева. Инаку, според бројот на Светската здравствена организација, бројот на жртви од оваа епидемија достигна 5459 лица, а бројот на регистрирани случаи на заболени од ебола 15351 лице. Македонскиот пливач Марко Блажевски успеа да ја потврди Б нормата за летните олимписки игри во Рио следната година, забележувајќи резултатот 4:25:57 во настапот од втората квалификацијска група на 400 метри мешано на светското првенство во Казан. Македонскиот пливач Марко Блажевски успеа да ја потврди Б нормата за летните олимписки игри во Рио следната година, забележувајќи резултатот 4:25:57 во настапот од втората квалификацијска група на 400 метри мешано на светското првенство во Казан. Тој беше пријавен со време од 4:26:76, додека нормата беше позиционирана 1 секунда по тој резултат 4:25:69. Со ова 23 годишниот пливач го освои 33-тото место во конкуренција на 45 пријавени пливачи, од кои настапија 41. Блажевски настапи на 200 метри мешано, но во таа дисциплина не успеа да ја оствари Б нормата. Претходно и Анастасија Богдановски успеа да ги исполни Б нормите и да ги собори македонските рекорди на 100 и 200 метри слободно. МЗТ Скопје доста подоцна од очекувањата почна со формирање на екипата за новата сезона, потпишувајќи договор со Марко Љубичиќ. Металците веќе извесно време преговараат со кошаркари за засилување на редовите на македонскиот првак.
Металците веќе извесно време преговараат со кошаркари за засилување на редовите на македонскиот првак, но Љубичич е првиот што е официјален представен како освежување на играчкиот кадар за аеродромци кои очигледно ќе имаат значително променет ростер во однос на минатата сезона. Марко Љубичич и кон средината на минатата сезона беше поврзван со преселба во МЗТ, тогаш до трансфер не дојде, но затоа преговорите летово вродија со плод. Српскиот плеймејкер кој ќе го заземе местото во тимот на Александар Цветковиќ минатата сезона ја мина во дресот на Металац Валјево, каде во просек бележеше по 7,5 поени и 4 асистенции по надпревар. Металците од претходно ги имаа договорено условите за продолжување на соработката со Мијатовиќ, а се очекува во периодот што следи да се интензивизираат преговорите и со останатите трансферни цели. Репрезентацијата на Русија сепак ќе може да настапи на Евробаскетот кој од 5 до 20 септември ќе се одржи во 4 земји: Германија, Франција, Летонија и Хрватска. Меѓународен спорт. ФИБА реши да ја помилува Русија откако ги сослуша челниците на Кошаркарската федерација на оваа земја, Министерството за спорт и Олимпискиот комитет. Суспензијата останува на сила, но играчите и официјалните лица нема да трпат и ќе можат да учествуваат на настаните организирани од ФИБА. ФИБА ја суспендираше Русија на 29 јули поради неможноста Кошаркарската федерација на Русија да ги реши долгогодишните институционални и правни проблеми. Поради тоа федерацијата немаше потполна контрола, што е потврдено со бројните промени на раководните лица и мешањето на судот во Москва во незината работа во 2013 година кога ги се одржани вонредни председателски избори. Во наредниот период ФИБА внимателно ќе ги следи случувањата. Промените во статусот и прописите мора да бидат направени, а крајниот рок за тоа е 30 април 2016. Противници на Русија во првата фаза на Европското првенство се Франција, Израел, Полска, Босна и Херцеговина и Финска. Србија е нов светски првак во ватерполо откако синоќа во големото финале во Казан го декласираше составот на Хрватска со убедливи 11-4. Новите светски прваци целосно доминираа во однос на противникот, во ниту еден момент не дозволувајќи победата да им биде доведена во прашање, иако Хрватска по првите 4 минути водеше со 2-0, но потоа следеше целосна доминација на србите кои до крајот на четвртината израмнија на 2-2, а на полувреме заминаа со предност од 5-2. Србија е актуелен победник на сите важни турнири откако во јуни го освои Европското првенство, а претходно Светската лига и Европската лига. Сега српските ватерполисти важат за главни фаворити и за олимпиското злато во Рио во 2016 година. Какво време ќе има североистокот во новата работна недела, погледнете од временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за денес. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.